Јазикот и црквата, заедно со фолклорот и традицијата, се темели на ентитетот на еден народ. Низ разнобојноста и разноликоста на народните носии се огледа богатството на човековото креативно творештво. Низ мелосот пак и ритамот на звуците на гајдите, зурлите и тапаните се пренесува и ритамот на опстојот низ вековите, на народот и на човекот. Иако фолклорните богатства ги зачувуваат и пренесуваат ширум светот најчесто фолклорните друштва, Крива Паланка може да се пофали дека иницијативата на предучилишната установа од градот Детелинка за востановување на првиот регионален фолклорен фестивал за дечиња од предучилишна возраст е уште еден интегриран сегмент во зачувувањето и заживувањето на фолклорот од околината, но и од регионот. Имено на 23 мај во рамки на манифестацијата Крива Паланка град на културата, детската градинка Детелинка беше домаќин на импресивен, несекојдневен настан во кој во носиите од Берово, Пробиштип, Кратово, Куманово и Крива Паланка, дечињата од најмала возраст, гордо носејќи ги обележијата на народното битисување, пред присутните продефилираа обојувајќи го теренот во новата спортска сала Петар Попарсов во колоритот на традиционалните носии. Честа да се биде организатор на манифестација во која најмалите се главни носители на сите активности е огромна. Дотолку повеќе што фестивалот прв од ваков карактер за прв пат се организира во земјава, а негов домаќин е токму Крива Паланка. Директорот на предучилишната установа Детелинка, господја Жанета Маџовска, презадоволна од настанот, перформансот прикажан од страна на дечињата, резултат на неколкумесечната посветеност и труд, но и неуморна работа од страна на воспитувачките, рече дека настанот беше вистински празник за очи и уши. Во Паланка се случи нешто што мислам дека уште во Македонија се нема случено. Ние како детска градинка бевме носители на многу убава манифестација, тоа е прв регионален фолклорен фестивал за деца од предучилишна возраст. Јас се чувствам прекрасно. Еве тука сум меѓу гостите, моите гости убави, дотерани, весели, разиграни млади кумановчани кои изиграа прекрасно и српско и македонски, морам да ги пофалам. Ги пофалувам и децата од Берово, Кратово, Пробиштип и се разбира и нашите домаќини кривопаланчани. Ние сме многу задоволни. Уште ќе бидеме позадоволни, бидејќи со нашите колешки што дојде од другите градови се договоривме ова да стане традиција и регионалниот фестивал да продолжи и секоја година уште повеќе градови да се приклучуваат, па дури и надвор од нашите граници да продолжиме. Во интерес на тоа посакувам многу успех, соработката наша да продолжи која е со многу години наназад, им посакувам на нашите гостини пријатно да се чувствуваат, а ние да излеземе добри домаќини. Со колку групи се представија вашите дечиња од Детелинка и кои песни тие ги изведоа? Па така, и ние настапивме со поголема бројка на дечиња, значи настапија 3 групи и ги изведоа народните песни Насред село чешма шарена, Не си го продавај колјо чифлигот и на крај свадбарска песна Рум дум дум, каде дедото и бабата не сака да се откажат од играњето, дури на стари години сака да продолжат да играт. Тоа е малку игра, малку смеа, малку шега, но сето тоа заедно соберено е прекрасно, видовте и сами. А најмалите чиниш сериозни играорци. Неприкосновено ги изведоа, Билјана Платно белеше, Коштана, Насред село чешма шарена, Девојче, девојче, кратовче, сплет од македонски ора.
Престрекни, задоволни од прикажаното, радосни поради дружењето, најмалите изјавија дека не им било тешко и напорно да го усовршат и прикажат пред присутните фолклорното македонско богатство. Како се викаш? Евгенија. Ања. Евгенија. Милена. Сретен. Теодора. Колку години имаш? 5. 3. 6. Како се викаш? Андреја. Во која градинка одиш ти? Во Синоличка. Синоличка, од кој град? Од Куманова. Која песна ја игравте вие денес во Крива Паланка? Коштана. Дали ти беше тешко да ја научиш да играш? Не. Дали ти беше убаво тука? Како Да. се викаш? Лео. Ке дојдеш ли пак? Да. А ке ги поканиш ли твоите другарчиња да дојдат во твојот град? Од каде си ти? Од Македонија. Од кој град? Куманово. Играше ли ти во Крива Паланка? Да. И дали беше убаво? Да. Дали ке дојдеш повторно тука? Да. Првенчето, регионален фолклорен фестивал за дечиња од предучилишна возраст, преку фузијата на разните регионални, традиционални фолклорни танци и игри, обоени во боите на виножитото, инкорпорирани во народните носии, навезовите во појасите и елеците, ветува многу, судејќи по богатата програма понудена на првата изведба. Во тој контекст, раководителот на Детелинка, Жанета Маџовска, упатувајќи благодарност до поддржувачите и учесниците, најави дека интенциите се фестивалот да прерасне во традиција. Поздрав до сите, пред се на родителите, на сите организатори што ни помогна во оваа манифестација, на Општина Крива Паланка, на гостите наши и се надевам дека соработката уште повеќе ќе продолжи и ќе биде на уште повисоко ниво.